73.963 земјоделци во државата, од кои 1100 во Виница, заклучно со јуни, поднеле барања за користење субвенции од државата. Во Виница најмногу барања има поднесено за полјоделски култури, а не се малку и барањата за сточарство и пчеларство. Во делот на растително производство, во делот на она што значи полјоделско производство, најголем дел од барањата се во делот на пченица, јачмен, во делот на фуражни култури, значи луцерката е најмногу застапена, во делот на грбнарски култури, како најзастапена култура е гравот на подрачјето на општина Виница, значи пиперки, во делот на лози исто така, значи имаме доста апликации во делот на лозарство, во делот на овоштарство претежно, значи барањата се во делот на одгледување на постоечки овошни насади од вишна, околу 70 хектари. Потоа, значи, имаме ори околу 13 хектари, други култури. Во делот на сточарското производство, претежно се во делот на овчарство, значи, во делот на одржување на основното стадо и дело на одгледани женски јагниња за приплод, поставени, значи, имаме во делот на говедарство, дело на козарство, исто така доста имаме апликации во дело на пчеларството, позната е општина Виница, по одгледување на пчелни семејства и доста голем број на земјоделци, потоа пчелари се занимаваат со одгледување на пчели. На барање на земјоделците, државното земјоделско земјиште се повеќе се активира. Во моментот, Министерството за земјоделство нуди нови 21 хектар земјоделско земјиште за закуп. Моментално имаме дадено нов предлог за оглас, за објавување на јавен оглас за давање на државно земјоделско земјиште под закуп. Значи, тоа е општ оглас наменет за одгледување на различни култури, како во делот на полјоделски, така во делот на овошни, лозови насади, така. Имаме дадено околу 21 хектар на државно земјоделско земјиште за објавување на јавен оглас за давање на земјоделско земјиште под закуп на територија на општина Виница, скоро во сите катастарски општини. Како што најавуваат од подрачната единица, во тек е пријавувањето на откупните белешки од продажбата на оризовата арпа, за која оризопроизводителите добиваат нова субвенција од 5, 4 или 3 денари по килограм откупена арпа во зависност од површините кои ги обработуваат.